civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Повод за ова средба е донацијата од владата на Сојузна Република Германија за граѓаните на Кичево и околината, модуларна болничка единица со сметвачки капацитет од дополнителни 15 места. Со оглед на последните сарижувачки статистички за COVID, се надевам дека ова дополнителна единица ќе овозможи побрзо скрижување на сите пациенти и укажување на потребната медицинска помош. Ова донација е по иницијатива на Сојузната влада за време на германското председателство во Советот на Европската Унија за помош на државите од Западен Балкан при пандемијата од COVID-19. Со оглед на актуелните состојби, главен акцент на нашето председателство е справување со пандемијата и незините последици. Овде во регионот на Западен Балкан имаме партнери кои при борбата со пандемијата можат да се потпрат на нас. Германија до сега го поддржува регионот со 15 милиони евра. Освен тоа, Европската Унија помага со 3 милиарди евра, во кои Германија учествува со скоро 1/3. Вкупната вредност на ова донација е 41.000 евра и се имплементираше преку Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија. На граѓаните кои се борат со COVID им посакувам брзо оздравување, а на сите ви посакувам и понатаму добро здравје. Да се заблагодарам на господја Ханке Холштейн, амбасадорката на Република Германија, да се заблагодарам на градоначалникот господин Фатмир Дехари, кој што во моментов од оправдани причини не е заедно со нас, да се заблагодарам на господата од Центарот за граѓанска иницијатива Прилеп, кои што беа медијатори за оваа донација, и да се заблагодарам на моите колеги и здравствени работници кои што во пандемија 9 месеци беа заедно со мене. Оваа прилика сакам да оддадам јавно признание за одличната соработка од германска и македонска страна, кој што беше подпомогната од невладината организација Центар за граѓанска иницијатива. Проектот, кој што го финансираше германската амбасада, опфаќа проширување на болничките простории, односно алтернативна болничка нега на нашите пациенти, и од особена важност за подобрување на грижата на нашите пациенти во време на оваа COVID-19 пандемија. Уште еднаш сакам да ја охрабрам амбасадорката за поддржување на вакви проекти, бидејќи од вакви проекти бенефит имаат здравствениот систем, а и здравствените установи од помал тип како што е и нашата. Сепак благодарам. Кој е капацитетот што го има сега болница Кичево за COVID? Вака сега, ова е еден капацитет кој што ќе го користиме за дневно болнички услуги на пациентите. Има 15 кревети, меѓутоа после нова година имаме проект COVID центар, кој што е 1000 квадрати, над 40 пациенти ќе бидат сместени таму. Тоа е од Министерството за здравство и единицата за локална самоуправа, подпомогната од градоначалникот на Кичево, и имаме и ние некој удел. Во моментот, значи, располагаме со капацитет од 24 кревети и имаме тука лекување на COVID-19 позитивни пациенти и се припремаме за после нова година да видиме како ќе биде ситуацијата. Во оваа прилика јас би сакала да изразам големо задоволство до германската амбасада, во моментот представувана од амбасадорката Анке Холштейн. Исто така би сакала да изразам големо задоволство до градоначалникот на општина Кичево, Фатмир Дехари,
и до директорот на болницата во Кичево за нашата заедничка соработка при изработката на ова мобилна болница или модуларна болница, како што ја нарекуваат, која што во случајов им дава можност на болницата од дополнителни 15 легла во кои што можат да се третираат пациентите кои што се болни од COVID-19. Планирано е тоа да биде како дневна болница, каде што на дневна основа би се лекувале пациентите кои што се болни од COVID-19. Уште еднаш би сакала да искажам дека без поддршката на германската амбасада и без соработката од локалните институции, ние како Центар за граѓанска иницијатива не би можеле сами да направиме ништо, а сето ова што го правиме е за доброто на граѓаните. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.